Здраво! Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. Да, поривот е, сега се ежам кога зборуваме. Мотивот ми беше да покажам и да докажам дека сум вредел, навистина сум вистински спортист, навистина го сакам тоа и кога ќе успеам во тоа, кога ќе го направам CV-то и кога ќе отидам после кај фирмите да побарам некоја помош, да имам еве го доказот. Кој си ти? Еве кој сум сега. И така направивме убаво, да кажам, CV и потоа што се вика луѓето од Sport Vision како застапник за Nike во Македонија, така беше контактот и така го направивме соработката која што на моја голема среќа трае и ден денес. И затоа сега се вика Nike школа за трчање, односно Nike Run Club. Такви клубови имаше насекаде во светот. За жал на многу места ги затворија, искрено од мои непознати причини. Не само и на овој бренд, и на други брендови. Меѓутоа, бидејќи нашата приказна е успешна и многу се радувам дека уште продолжува и да трае. И секој што сака може да дојде, бесплатни се тренинзите групни во нашиот клуб. Значи почнавме 2014, 2016 доаѓа Nike и тогаш го официализиравме и како атлетски клуб. И од 2016 сме и атлетски клуб. Кога ќе се вратев од трчање, се трудев да запамтам што ми доаѓало во глава да напишам. Да, ако треба ќе напишам неколку реда само како потсетник да ми биде па потоа, или одма кога ќе се вратев, ќе се истуширам, ќе се истегнам, ќе јадам све тоа и ќе седнам да напишам додека ми уште свежо ми е тази. И ќе го напишам тој текст и со цел и амбиција да биде дел од книгата. Тогаш веќе и ако можеш да видиш има да речем условно кажано, иако сите се кратки текстови, има некои што се да речем како приказни и се подолги. Да, за разлика од оние кратки пораки што ги има во книгата, кај што се гледа дека тоа е класично. И значи јас во тој период се трудев едноставно да моите кратки статуси станат сега малце подолги приказни, меѓутоа да бидат сепак кратки, пошто тоа ми беше идејата. Сакам, ми се допаѓа тој концепт кога кажуваш нешто кратко, а сепак содржински. Не трчаме веќе за себе, трчаме за други, за нешто поголемо. Нема да те прашам, освен ако сакаш повеќе да елаборираш на таа тема, но веќе кажа дека имаш животни цели за бар ширење на таа порака. Па токму тоа и ти го правиш. Значи, нема нешто поубаво, јас и верувам во тој закон за привлекување. Еве го, Law of Attraction од книгата ти го наредно прашање, тоа ќе беше. Се разбираме. Значи, не е се у финансиите, не е се у да направам нешто за да добиам нешто. Туку, па ќе кажем, доколку би ги правиле работите од љубов, и ги правиме и даваме, и автоматски универзумот ќе ни даде назад. Ќе го привлечеме тоа што го даваме. Ако даваме љубов, ако даваме убава енергија, ќе добиеме назад љубов, назад убава енергија. И токму тоа е и она повисока цел и ти што го кажа. Ете, еден ден и нас ќе не нема, меѓутоа ќе останат за нас некои резултати што сме ги оствариле, некои трки на кои што сме победили, на кои што сме учествувале, некои пораки, некои книги, овој ти што го правиш. По мене, јас смислата на животот, јас како ја доживувам, така се доживувам јас, да она што го правам во животот е да биде промоција на здрав и активен начин на живот, затоа што тоа е тоа што ја неизмерно сум среќен кога го правам и ми исполнува. На било каков начин. Ете, дали е навистина со тренинзи, на деца, на возрастни, на било кој, дали е преку моето лично искуство, дали е напишана книга, дали е учество во вакви емисии кои што во некој свој свет. Значи на тоа мислиш, на тоа мислам, кажуваш духовност, дека како да во тој flow state што се вика. Да, апсолутно. Кога живееш во моментот, нема минато, нема иднина. Апсолутно. И тоа е битно, не постојат. Значи ти кога кажуваш за духовноста, на тоа мислиш. На тоа мислам, да. Сега може некогаш сум мислил нешто друго, нели, за различни ситуации, меѓутоа најчесто е на тоа, дека преку трчањето одиме на некое повисоко ниво. За нас, ние тоа го доживуваме преку спортот, некој го доживува преку уметноста, која црта, која слика, така, некој музика.
и ќе го оставиме на тоа. Некој Да. е повисоко од него. Да. Секој сам нек си открие Да, која е па тоа нивото. види, тоа е и поентата на крајот. Сите види, она што јас сум сега да кажеме, како што кажа и ти низ животот, сме се како изминува животот, зрееме, не сме биле така. окей. Да, иначе низ целиот тој процес, ако ме споредиш мене со муабетите како што почнавме пред 15, пред 20 години, многу луѓе ми кажале дека сум се променил. Среќен сум ако е тоа на подобро, затоа што порано сум бил, да речеме, многу црно-бел. Сега сум се трудам да имам, значи, најразлични нијанси, Так. да не идам во тие екстремности. Така што она што го кажа и ти, секојдневно го тренираме. Значи, и нешто, ако во нешто не си успешен и не ти оди, ако тренираш на тоа поле, можеш да бидеш, не само за спортот, ете, ментално, духовно. Значи, начин како порано ти правило нешто негативно, како да го направиш сега тоа да ти биде позитивно. Меѓутоа, навистина треба, не е лесно, промената е добра, меѓутоа не е лесна. Да. И човек треба да работи на тоа. И тогаш, да кажам, почнуваш и Фејсбуков да станува актуелен. Би сега да не се фалам, ама ја у тоа време кажував, ќе дојде време кога секој ќе си има собствена веб страна. Мојата страна тогаш беше kokan.com.mk. Да. Да, и луѓе, знаеш, најдува на смеење на моја сметка, као, шо правиш сега со ова? Ја кажував дека, абе, ќе видите, бе, и што фактички ете Фејсбукот, практично е тоа. И не само Фејсбукот, Инстаграмот или било која социјална мрежа, секој си има практично своја платформа. Да. У смисол, ако зборуваме за учител, баш онаков тренер, атлетски тренер, тренер за трчање, меѓутоа може да биде и животен тренер, не мора да биде затоа секогаш е таа символика, не мора да биде за трчање, може да зборуваме за било каков учител од друг аспект. И порано или подоцна, ете, тоа може да биде и блиска личност. Значи, не мора да биде класичен учител, може да биде некоја блиска личност од која сме учеле ние. И учиме, и се трудиме да учиме и добро ни влијае. Може да биде другар некој, пријател, некоја љубов, значи родител, роднина, било кој, од кој што црпиме енергија, учиме од него. Еден ден, поради X причини, буквално ќе отиде во пензија, дали ќе стави клуч на својата работа, дали нема да биде веќе на овој свет, дали било како, може да отиде во мирување или во пензија, или да тие такви контакт со таква личност да ни згаснат. Меѓутоа делата ќе останат, сите оние работи, мемориите, спомените и се останато сигурно ќе остане. Како ние да го прифаќаме тој природен процес? Па, добро прашање. Тоа секој индивидуално треба да се справува. Ти како би го прифатил или може би веќе ти се случило, како се соочуваш? И ми се случило, да. Едноставно повторно ќе кажеме она што го продискутиравме и пред малку. Мораме да ги прифатиме работите. Да бидеме свесни за работите, да бидеме свесни дека минатото не постои. Дека и нината не постои. Добро е да имаме убави планови, да се надеваме. Да се е во моментот. Мораме сега тоа да сме свесни со тоа, затоа што во спротивно ќе отидеме во некои негативни ситуации, лоши чувства, од кои што навистина тешко е да се излезе. И затоа мораме да ги прифатиме и на начин повторно да ги канализираме на позитивно нешто, да се заблагодариме, да живееме во тие спомени, во тие мемории и да размислуваме дека ќе дојдат и подобри моменти.